Нова фекална канализација ќе добие штипската населба Суитлак. Јавното претпријатие ИСАР во соработка со локалната самоуправа започнаа со подготовка на правичните работни активности. Ние прво ќе изведеме главната линија овде на самата улица во должина од 1000 метри. Откако ќе изведеме главната линија, ќе започнеме со приклучоците лево и десно на оваа главна линија и на овој главен пат кој што се наоѓа овде. По место на главната линија, општина Штип, односно градоначалникот ќе асфалтира оваа улица, ќе биде асфалтирана улицата овде во населба Сутлак. Дополнително ќе работиме и на долната линија, прво ќе изведеме оваа линија, па дополнително на долната линија и сите приклучоци лево и десно кои што гравитираат од оваа улица ќе се ги финансираат самите граѓани. Денеска почнуваме со мерење на главната канализациона линија во должина од 1050 метра. А потоа продолжуваме со снимање на приклучните краци кои гравитираат околу населбата. Оваа канализациона мрежа е вредна 3.500.000 динари, од кои 1 милион се финансирани од јавното претпријатие ИСАР и општина Штип, а останатите 2,5 милиони од самите граѓани, кои веќе имаат добиено договори, а започнале и со исплата на првата рата. Жителите од ова место посебно благодарни и задоволни што по долг временски период ќе им се реши голем проблем. Јас сум тука преку 20 години во Сутлакот и да ви кажам дека ова е за поздравување и одма прифативме иницијативата од локалната власт и јавното претпријатие. Тука сме, може да ви кажам, преку 200-300 вили има и во ова бараме преку 20-30 години. Не знаеме како да се захвалиме на овие луѓе што ја започна оваа иницијатива. Со канализацијата и со водоводо, мислам дека овој дел ќе биде еден од најубавиот дел во градот. Горшлив проблем до сега и така натаму, но еве, срекна околност што со ЈП и Сарафам имавме добри односи, се договоривме да сето тоа биде реализирано. Колку што знам, првиот одговор од нина страна беше почнуваме од први, завршуваме за 2 месеца. Многу значи. 10 години живеам тука. Канализацијата е сериозна работа, затоа што на километар и пол сме до Штип, па имаме канализациона, односно септичка јама и така натаму. Јас сметам дека сите ние треба да се придружиме. Овој предизвик во функција и на среќа и на здравје и така натаму мора да го прифатиме сите, затоа што колку што ми е познато дека законот каде има канализација, септичките јами ќе бидат забранети. Во оваа населба живеат околу 200 фамилии, а како што изјави директорот Бојаджиев, по геодетските мерења за брзо време ќе се започне со изградба на канализацијата.